Импулси. Македонска музичка сцена. Некогаш и сега. Ова е одсврт на албумот Roots on the Roof на Зоран Маџиров, а вие слушате емисијата Импулси на Само Мака Радио. Зоран Маџиров е еден од мавериксите на македонската музика, врвен и иновативен музичар, кој комбинираше влијание од различни стилови и звуци во нешто уникатно, што носи негов личен печат. Жарот, имагинацијата и чувствителноста кои го потикнуваат да твори, го прават некој вид на Џими Хендрикс во музицирањето на шишиња. За жал, Ботелмен, како што го нарекуваа на светската музичка сцена, поради фантастичните перкусии изведени на стаклените шишиња, не е повеќе меѓу нас.
Пораснал во музичко семејство и првото знаење за удирачките инструменти ги добива од својот татко. Потоа започнал да учи пијано, труби и удирал. Заминува за Германија, каде што студиите по музика ги продолжил во Минхен и на универзитетот во Келн. Го револуционизирал концептот на соло перкусионист, свирејќи ги делата на класични композитори како Игор Стравински и Моцарт. Во Европа настапувал заедно со триото Лебаронс Карамазов, со кое реализирал два проекта: Historical Recordings и Pythagoras Glasses. Свирел со светски познати уметници и добитник е на бројни награди. Одликуван и со орден за високи заслуги во Германија. Доделен му е за посебни заслуги во полето на музиката како оригинален музичар и за неговото неуморно ширење на музичката култура низ целиот свет во неговата 25 години долга музичка кариера.
Импулси. Македонска музичка сцена. Некогаш и сега. Со триото Лебаронс Карамазов во 2000 година настапи на Скопскиот джез фестивал, каде ја воодушеви домашната публика со своето виртуозно свирење на шишиња, чаши и останати необични инструменти. На 25 август во 2000 година со својот квартет настапи и на Кумановскиот летен джез фестивал. Иако на албумот Bottling Jazzy, издаден за Aquarius Records до 2006 година, Маџиров отиде во помодерната насока и работеше на полето на електронската музика. Сепак, во меѓувреме продолжи да го усовршува својот личен музички стил со редовно свирење низ Европа на джез, фолк, класична музика, преточувајќи ја во уникатни изведби.
Вие сте со емисијата Импулси на само МК Радио и како што најавивме на почетокот на емисијата, денеска го преслушуваме неговиот албум Roots on the Roof, музика која е незаборавна, со уникатна атмосфера и прекрасна хемија, што ја прави повеќе од тоа да е само збирка на музички numери, туку е поблиску до музичко патување. Затоа Roots on the Roof го сметаат за неков најпрепознатлив и најличен албум. Импулси. Македонска музичка сцена. Некогаш и сега.
Албумот го отвара номерата The Long Longing, што е спој на звуци и влијанија што одекнуваат низ оваа разнобојна музика. Започнува со решителната бас линија на Оливер Јосифовски, проследена со ритамот на Гоце Стевковски, кој се вметнува грациозно, а сето тоа водено тажната виолина на Марина Кадо. Следната номера е Monday Savory, танцувачка мелодија со динамично музицирање, каде музиката може да биде толку забавна, а во ниту еден момент да не стане досадна. Некои номери од албумот, како што се Butcher's Change, Flower's Meaning, Seven Running Perhapses и Pleasure of Source, се базирани на традиционални македонски стандарди, како што се касапско, потрчано, ратевка, комицко и никнало цвеќе шарено.
Импулси. Македонска музичка сцена. Некогаш и сега. Мелодиите не се фиксираат толку многу на линеарната мелодија, туку тие придонесуваат кон постојано развивање на линијата на музикалност. На крај може да заклучиме дека албумот Roots on the Roof е навистина точка на топење, пресек на идеи и стилови и одлично музицирање. Тој е еден топол, привлечен, несомнено расположен и славенички албум, кој зимата ја претвара во пролет, а темнината во светлина. Слушавте Импулси на Само Мака Радио.
Импулси. Македонска музичка сцена. Некогаш и сега.